Бурен почеток на конститутивната седница на Советот на општина Кочани и тензична расправа помеѓу поедини советници од мнозинството и опозицијата е карактеристика на првите минути на функционирањето на новиот состав. Спротиставените ставови ескалираа околу името на државата, бидејќи советниците од новото мнозинство при потпишувањето ја прецртаа Северна, на што реагираше опозицијата, особено највозрасниот советник председавач Аки Акиов. Нема, ако сте ги пречкртали изјавите, немате право на глас. Јас сам председавач на Советот, прекинувам на седница. Прекинувам на седницата, нема седница. Абе не можеш ти да пречкртуваш изјава, човек. Пред малку даде заклетва, пред малку даде заклетва. Не можеш, дај изјавите, сакам, дај изјавите, дај службите изјави. Абе не ми кажувате на мене, дај ми изјави, дај да видам умите изјавите. Дали сте ги пречкртали, дајте. Дај да видам изјавите. Значи јас не берам збор, има деловник. Јас имам право процедурата да ја спорам и ти немаш право тоа да ми го ограничиш. Инаку ќе биде каша попара. Во случајов било кој да побара увид во изјавите, треба тоа да е усогласено со деловник. Значи тоа е лична изјава. Јас ќе замолам врз основа на кој документ бараш увид во изјавите на советниците. Те молам, повикај се врз основа на кој член од деловникот, законот, што се повикуваш. За смирување на духовите мораше да биде дадена пауза од 10 минути, пошто истата продолжи според дневниот ред. Имено откако беа верификувани мандатите на новиот совет на општината и беа избрани комисиите, се премина на избор на новиот председател на советот. Со 10 гласа за, 1 воздржан и 8 советници од СДСМ и коалицијата кои не учествуваа во гласањето, за нов председател на Советот на општина Кочани е избран Лазо Митев од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ.